представници на медиумите, драги пријатели, драги домаќини, добар ден и добре ни дојдовте и официјално на оваа пресконференција посветена на концертот кој ни престои за неколку дена во спортскиот центар Јане Сандански или арената Јане Сандански, како што ја нарекуваат. Концертот по повод 30 години од постоењето на еден од најкултните, најголемите и веројатно најдолго опстојувачките во континуитет бендови во Македонија, групата Нокаут. 30 години да живееш во Македонија е проблем, камо ли да имаш бенд на окуп со разни варијации, ама јас паметам дека како да беше вчера кога Пере и првата екипа дојдоа кај мене за прв пат во емисија во тогашното шоуто мора да продолжи во македонската телевизија и ја пеа она позната песна која беше тогаш химна на генерациите, се остана Евергрин, но е малку повозрастните. За 30 години за ABC се работи инаку. 30 години подоцна го имам истото чувство на возбуда и истото чувство, како да кажам, на годините кои сме ги поминале, што заедно, што одвоено, ама знаеш како велат, пријателите и оние со кои се соработувал се као звездите, не мора секој ден да ги гледаш, ама тука се негаде, со тоа што овие до мене тројцата постојано блескаат цело време. Како и да е, нема многу да зборувам, сакам да ви кажам дека се работи за еден концерт кој ќе биде исклучително значаен не само заради обстојувањето на бендот и сите нивни оние хитови кои низ годините ги создадоа Пере и екипата, туку и заради тоа што ќе биде еден вистински аудиовизуелен спектакл кој ретко се гледа или не е виден до сега за македонски бенд. Стејдж овален, тркалезен во центарот на салата, проследен со озвучување кое може да го слушнете од било кој дел на било која трибина или партер се наоѓате. Се разбира, можете да ги гледате исто така. Бендот може би статичен, ама затоа поединци ќе трчаат кругови, така ми ветија околу овалната бина. И она што е најбитно, не само заради бендот, туку и заради нивните специјални гости кои ги има, бога ми, добар број, а не се било кој. Не само што се веројатно и неверојатно, туку сигурно едни од најголемите македонски звезди секој во својот фак, во својата област, туку се и едни од најголемите пријатели, придружници, соработници со кои со години Пере и екипата, особено Пере, се дружеле, соработувале и професионално, ама и приватно. За да не биде ова мој монолог, микрофонот го препуштам на Пере, на Игор Джамбазов и на Дарко Гелев Брейк, па што имаат да кажат, нека кажат. Пере, повели. Најпрви ти благодарам и тебе за убавата најава, за убавиот говор. И благодарам на сите од срце што сте овде денеска собрани вака во убав број новинари, вака на ваков број неам видено одамна. Да, навистина еден голем респект до сите вас. Со ова само докажувате дека ја поддржувате македонската авторска музика. Фала ви од срце. Значи, ние не сме овде собрани, не дојдовме овде да се пофалиме или да се фалиме, туку дојдовме да ја поканиме пред се публиката, да си помине таа вечер заедно со нас, што ја градевме веќе 30 години, за да дојдеме до оваа вечер. И како што искоментиравме пред малку надвор, значи стварно да не беа Джамбаз, Брейк и Дупер, ние секако дека би свирале во МКЦ овој концерт во малата сала во Фросина. Да. Така што мислам дека возбудата е голема и кај нас и тоа се чувствува, се гледа. За прв пат ќе свириме на некаква кружна бина, значи на 360 степени поставена централно во Јане Сандански. И тоа ни беше идејата. Главната идеја во суштина беше да бидеме што поблиску до публиката,
и затоа одлучивме да така да се поставиме, да имаме една убава комуникација, блискост, да бидеме пратени од сите страни и публиката нас и ние публиката, така што ви благодарам уште еднаш што дојдовте и што ни давате поддршка, се разбира. Еве ќе направиме малце разговори со Игор Чамбазов и со Брейк, да кажат секако колегите постари од мене. Здраво на сите, и ја морам да го забележам тоа, бидејќи навистина ми годин дека ве имало толкова број. И стварно, ако не сте вие, џабе се ова што го работиме. Џабе се сите 30 години. Ако правиш песни, а никој не ги забележува, не ги пушта на радио, не ги пушта спотовите на телевизија, исто како да не си сработен. Но верувам дека ова што ќе се случи на 9 мај, на денот на победата над фашизмот, има некаква, нели, си има своја приказна. Инаку символика, инаку овална сцена, првпат ќе настапувам на овална сцена. Ако се подсетиме што се случи во овалната соба во Белата куќа пред 20 години, ја мислам дека ова ќе биде поголемо задоволство на овалната сцена. Така. Отива сите што сакаат. Јас сум еден од ретките што повеќе од 10 години настапувал со Нокаут. Како 6-7 член на бендот од 2007 до пред некоја година, кога ме пенсионира, па зема овие помладиве да ме заменуваат. Тоа се веќе 20 години и на еден концерт изјавив и се уште важи тоа дека Нокаут се мојата слабост, сериозно, а јас сум нивната тежина и тоа се во последно време баш тежина. Драго ми е што ќе свирам со тој бенд, со кој скоро 20 години настапував, ќе го свириме најголемите хитови. Ние гостите ќе имаме по 3 до 4 композиции заедно со нив. Ќе се свири The Best of, Greatest Hits и мислам дека тие што купиле влезници нема да зажалат, дека ќе биде едно големо шоу, без разлика дали е овална сцената или не е овална, ќе има големо задоволство за всички. Да, и уште нешто да не заборавам да кажам, дека ако не беше Брейк, Мъкът се къна. Ке кажем, огромна благодарност до чест ми е што сум воопшто поканет да бидам дел од ваква голема приказна. Не само концертот, туку и сите оние песни заедно кои ги имаме сработено. Посебно ми е чест што господинот до мене се труди да тие текстови останат вечни, а ние да ги испееме како што треба да ги интерпретираме. Само што манекенката од твојот спот ти е женска, од мојот спот јас сум и вујче. И освен да кажам дека убав позитивен циркус ќе направиме на 9-ти, стварно позитивен, немам што друго да додавам. Тоа е тоа. Добро, кога сме кај концертот и продажбата, шегата на страна, но и не МКЦ, не Јане Сандански, мислам дека следната свирка на стадион ќе биде ако оди така добро продажбата како што одеше нови концерт. 90 и колку 5-6% е распродадено, стануваат уште малку една трибина што не е sold out. Другото е што вели како се вели тоа газење што биде. Тоа е така е. Сега, вакви концерти не се ни секојдневие, не се ни вообичаени, ама и не се прават со 5 банки во джебот. Колку и да си познат, славен, а бога ми богат, колку што може да македонски поп-рок, како да се звезди богати, мора да има и некаков прилив од страна кој ќе го направи спектаклот величествен, да биде наистина така како што прилега и како што ги гледаме веќе доаѓаат од регионот, од балканските простори, па и од светот. Затоа мора да им се заблагодариме и да ги споменеме спонзорите, односно фирмите кои несебично, што се вели, брцнаа во джебот, да не речам во своите сметки, да помогнат да се тоа Им брцнаа во джебот. Добро, и така. И така нека биде, ама не рекоа не. Рекоа важи, нема проблем. Така што без нив немаше да го имаме ова што допрва следува и ќе видите дека навистина е вистинска реткост за Македонија. Државна лотарија, Министерството
за култура на Република Македонија, винаријата Тиквеш, Пелистерка, Витаминка, Саманта, Американ Коледж и Ред Бул. Ете тоа се. Подобро да кажеш само автосервис Глишо не е. Автосервис Глишо не е, ама ако ти ги излишат гумите после концерт, како и да е, се работи наистина за големи еминентни фирми, се работи за представителни компании кои и во државава и надвор од неа се имаат свое реноме. Верувам дека можеш и ти благодарности. Да, секако благодарност до сите поддржувачи до ние кои што го поддржаа овој концерт. Се надевам дека ќе биде се успешно, ќе бидат задоволни сите страни и на вистина се гордееме, пошто стварно 30 години не е само период, на вистина е живот во прашање. Јас како што велам во последниве неколку интервјуа, веќе не го бројам времето во години, туку во песни. И во деца ти го. И во деца го бројам, да. На некој начин. Така што... Да и во внуците, точно. Да се заблагодарам на сите оние исто гости кои што ќе бидат таа вечер заедно со нас на бината. Тука ќе биде Дарко Димитров како наш еден долговечен продуцент, значи овие 30 години е заедно со нас. Ќе се појави заедно со него на бината Робер Билбилов. Ќе отсвириме нешто навистина интересно, што го имаме создадено уште на почетоците на Нокаут. Тука ќе се појави Александар Истовски принц, исто како гостин, затоа што е и тој текстописец на нашиот прв албум, потоа продолжуваме исто со него со работките за другите песни во останатата наша кариера. Дупер, да не ги заборавам, ги спомнав предходно, Дамјан Пејчиновски, кој што ќе не придружува цела вечер заедно со нас, ќе отсвери на бина. Владко Лозановски исто така, некако ние му бевме на Владко гости и се сложивме така, дати го рајми го, да. Иди ми дојди ми што. Не, ама па не, секако ние и другаруваме и приватно покрај сето она што го правиме, ние се знаеме на број, не живееме нели во Нью Йорк, така што мислам дека ќе биде една прекрасна вечер исполнета со многу добра музика и пред се да кажам дека тоа е вечер на публиката, значи не е само наша вечер, туку едноставно е вечер на публиката која што ќе биде таму. Ние за нив и твориме, односно твориме и за нас, меѓутоа без нив и нивната поддршка ние немаше да дојдеме до овие 30 години. Публиката певе, извини што те прекинувам, да не заборав. Значи еден апел до публиката. Да си дојдат на време, да избегнуваат да доаѓаат со собствени автомобили, да доаѓаат дека користат такси превоз, убаво е времето, по кеј, од каде и да живеат. Блиску се, затоа што сигурен сум дека ако дојдат 50% супортите, процентот ќе почне на мешто 8 по 10. После ќе се фрлат дрва и камења по брейк после на крај. Да, навистина, од искуство го кажувам ова, такво е местото, чудно е. Продавам сади, шеф, продавам сади. Ќе дојдат, користете јавен превоз, градски автобуси, пешки, тротинетични, било што, само да не направиме голема кучува. Така е, спомна некој едно име пред малку, последната недела истина, ама не е проблем во изведувачи да веруваат ниту во организаторот. Проблемот е половина публика не може да влезе час и половина, се создаваат огромни редици и гужви. Знаете, на врата мора да има проверка, контрола, картите се електронски, мора да се чекираат, да се типнат и тоа цело време одзема Да време. не се случи концертот, се одржа на 9 и 10 мај. Тоа е тоа. Само да додадам уште една работа, дека човек кој стои за сето ова, односно продукција кој стои за сето ова е Fresh Union, Васко Павлевски е, таму го знаете сите добро, човекот кој ретко го гледате пред камери, ама одзад камери, зад микрофони и зад сето останато, тоа е она што се вели локомотивата на тимот. Добро, ако
имаме нешто да додадеме добро, ако не најпрво да се заблагодарам и за оние кои веќе излегоа во пресвет, го истретираа ги на своите медиуми со сите свои написи концертот и воопшто работата на Пере, на Нокаут и на сите останати гости. И за сите вас кои допрва тоа ќе го направите, огромна благодарност уште еднаш во мој име како човек кој од оваа и од таа страна, па ги знае најдобро работите. Ако немаме друго што да додадеме и да кажеме, Ако нема некоја прашање или новинарски прашања. Повелете. Типа мора прво да праша. Секогаш прво. 30 години. Не спровоцира Антонио. А што? Јас сум испровоциран. Ти си И така 30 години. 30 години. Да. Не, ја прво сакам да Овој. Господно Владо Георгиев не се намера дека овие виновен, бидејќи бев присутна, видов дека не е проблем ниту проверката, туку публиката се доаѓаше ланизам. Тоа е Тоа го зборуваме, тоа го зборуваме. Не култура, не знам. Тоа е затоа и беше апелот, песно, тоа е. Да. Тоа апропо муабетот дека дошли кај тегу емисија и јас Па ето чисто да замолиме, значи по самиот тој допис да се даде предимство на оваа информација доколку може. Фала. А апропо муабетот кај Антонио први на емисија, дали се сеќаваш на првата фотосесија на кровот на Нова Македонија? Нова Македонија, точно тоа беше. Да. Тоа беше за изданието за, мислам, за екран, за вечер, така е првата фотографија е направена, браво, Весна ме подсети. А јас се смислив на кровот, може лошо, може добро, толку сум можела. Па види, навистина не е мал период и не можам да се сетам на сите детали, меѓутоа баш ми е драго еве вака да се подсетиме кој што работел и како сме биле инволвирани во текот на сите овие години и баш ми е драго, значи да, првата фотографија официјална на Нокаут и првото интервју беше за Вестникот вечер, точно. Ја сакам да прашам, еве бидејќи 30 години, да се подсетиме на тоа време што се работело овие 30 години, па дали можеби ќе се одбие нека песни или нешто во чест на Конга, член на првата постава и колку контактирате со останатите двајца, мислам на Кири и на Борис, дали ќе се појават или не знам? Па мислам, они се прво да одговорам на ова последново прашање, сепак е 30 години. Они сепак не живеат во оваа држава, се во Америка, едниот е во Америка, другиот е во Канада. И нели, секој си има право на избор и одлука во животот кај ќе живее на планетава Земја. А за Конга ќе направи? А за Конга ќе се направи, се разбира. Да. Повели Ивана? Јас имам едно прашање до Пере. Многу се радувам за овој концерт, особено за хитовите кои што траат толку години. Благодарам. Сакам да прашам дали ќе ја видиме на Не, хитови се едно, морам да не прекинам. Хит е едно, а песни кои што остануваат со години е сосема нешто друго. Па не верувам дека има Нокаут песна што не е била хит. Да, благодарам. Прашањето многу Има тие тебе е пари што ги пее. дали ќе ја видиме на Бина твојата наследничка Мија, на која што сигурно си многу горд. Да, Мија како да кажам, ја инволвирам во некои вакви поголеми настани, обично вакви поголеми концерти правиме на 10 години. Значи, претходниот голем концерт во Скопје ни беше пред 10 години, Мија секако дека ќе биде на Бината и ова и тогаш беше, не беше тогаш, прв пат се појави 2014 година со нас на Бина како пратечки вокал во универзалната сала на Нокаут Амплат. А сега ќе се појави секако на Бина заедно со уште две придружнички како бек вокал и секако дека ќе изведемо на наша заедничка песна Месечевиот сјај, која што е татко ќерка символ за нас фамилиарно, и како да кажам, чувството е некако многу чудно се чувствувам, дека го као да ми е другарка, она е веќе жена, да, али стварно се сложуваме, соработуваме многу и ќе биде присутна таа вечер. И се надеваме нема да испадне како во стиховите сите приказни исти се тажни ко ова. Дека ќе биде скроз контра. Точно.
Добро, уште некој прашање. Туристите од и за следниот концерт, 2/3 од вас нема во пензија ќе бидат. Сега се извади, сакаш да кажеш, ова нема добро. Ние ќе умрете. За пензија зборувам. За сите ќе умрете. Некој побро, Сам ми каже директорот. Така е. Следната неки друг ќе седи. Тоа е. Само пензија, да. Апсолутно. Повелете уште некој прашање или И на кој вака како информација, што немаме прашање, чисто само да најавам и наш студиски пети албум, кој што е веќе при крај, кој што треба да се појави и на винил. Се надевам дека до оваа година тоа ќе го оствариме и оние кои што не слушаат, сите оние кои што се фанови се разбира пред се на нокаут, еве една информација и за нив и да го очекуваат нашето ново издание оваа година. Океј, јас само за крај, пред да ви се заблагодарам, да кажам за колегите од медиумите, има подготвено влезници, бе замолен само еден по еден или како веќе кога го завршим официјалниот дел, што се однесува до фоторепортерите и евентуално некој ако сака да снима, не знам дали ќе биде дозволено снимањето и колку песни, тоа ќе морате со господинот Васко да го исконсултирате. Пред на самиот влез на концертот од оние бочни страни што се VIP влезовите, значи од кај паркингот, ќе ги добиете алките со кои ќе можете да се движите низ оној простор кај што другите не ќе може да се движат, значи зборувам за фоторепортерите и за овие кои евентуално имаат дозвола за Се нешто снимање. заборавивме, Антонио, те молам, заборавивме да кажеме дека загревање на концертот ќе биде член на нашава фирма, едно младо талентирано битолчанче, се вика Дарко Гроздановски, многумина веќе го знаат, и ќе отпее првата негова авторска композиција, која ја напишав јас случајно, се вика Понеделнички, и едва чекам да го чуеме и мислам дека е вистинско загревање за ваков вид на концерти, зашто детето е толку многу талентирано, го сакаат жените и му предвидувам блескава иднина и ве молам да му обрнете внимание на тоа дете затоа што заслужи. Точно, воедно сакам само да го надополнам Игор, голема благодарност на Дарко Гроздановски кој што ќе ја отвори таа вечер како Open Act. И ние во однос на овој концерт направивме една аудиција која што беше јавна преку социјалните мрежи и се пријавија доста бендови што не изненади. Тој факт, меѓутоа Дарко Гроздановски без никакво протажирање, без ништо, навистина заслужува да се качи со нас на бина исто таа вечер и да ја отпее со нас песната Сакам да живеам. Ја направиме заеднички затоа што имаше најдобра изведба и најдобар кавер од сите бендови што пратија било каква снимка досега и затоа беше и Дарко избран затоа што направи навистина одлична изведба, одличен аранжман, одлично ја донесе песната и сметам дека ќе се докаже и таа вечер и ќе бидеме среќни. Тоа е тоа. Ете така, значи новинари по завршувањето ќе добиете влезници. Не сега и колабите само. Јас стварно не знам што е спакувано во ковер. Тоа е една работа, фоторепортерите и овие кои треба да ќе можат да снимаат пред самиот концерт на влезот алки за да може да се движат околу овалната бина. Драги мои колеги, пријателки, пријатели, ви благодарам на вниманието, на присуството, на третманот и ве чекаме на концерт.